Скоро 16 милиони евра пари од данокот на имот стануваат недостижни за општините. Причината за тоа е што овие побарувања се постари од 5 години и речиси е невозможно да си ги наплатат. Наместо да завршат во нивните каси да се искористат за капитални проекти, за општините стануваат изгубен приход. Ревизорите излегоа со извештај за ефикасноста на општините да си ги наплатат своите приходи. Констатирали дека вкупниот износ на ненаплатени побарувања по основ на данок на имот заклучно со крајот на 24-тата е над 23 милиони евра. Оваа бројка од податоците сублимирани во документите доставени од 28 општини. Освен за данокот, ревизорите објавија дека општините имаат ненаплатени побарувања по основ на даноци, такси, други надоместоци во износ од близу 50 милиони евра. Дека нема доволно обучен стручен кадар, методологијата за пресметка пак на вредноста на објектите е застарена и не ги опфаќа новите видови објекти и материјали. Се применуваат цени кои не се ажурирани со години и кои не ја даваат реалната пазарна вредност, а сето тоа генерира помалку приходи. За ревизорите е спорно и тоа што во сите општини проверка вршат само 16 даночни инспектори кои пак немаат надлежност да изрекуваат глоби. Проблемите во општините се пракса која се крои со години, иако постојано се дотураат пари од државниот буџет, никако да се надминат. Според последните податоци на Министерството за финансии, за една година нивниот долг пораснал за 22 милиони евра, или пак заклучно со март годинава имаат вкупно доспеани, а неподмирени долгови од 86 милиони евра. И експертската јавност постојано зборува дека се без капацитет со одветен кадар, а во некој има и превработеност. Последно на општините државата им даде 250 милиони евра за капитални проекти, а пред неколку години за време на претходната владина гарнитура од буџетот им беа префрлени 55 милиони евра за да си ги средат финансиските проблеми, но и покрај тоа хаосот во општините остана. Со ревизијата се офатени 64 општини и нивната работа во период од 2020 до 2024 година.